Добар на криптоентузијасти, денеска имаме многу битно видео, искрено истражено со задоволство. Значи ова видео го спремам веќе некој време. Интересниот дел за целото видео е тоа што станува збор за доста комплицирано видео, потребно ми беше доста голем период за да ги соберам овие информации, за да можам да направам една целина која што можам да ја представам на нашата заедница. Станува збор за BlackRock, станува збор за нешто големо кое што гледаме дека се случува на пазарот и ова е само дел од она што јас успеав да ископам и да го соберам како една целосна, да речам, целина и можам да ја представам за тоа што се случува моментално на пазарот и што досега јас сум увидел дека BlackRock прави. Значи, не знам колку ќе биде долго видеото, имаме доста информации, како и секогаш ќе се обидам во најбрз можен рок, што значи околу саат минимум, нели, пошто тоа е најбрзо до сега ве гледате, значи сум се обидел и побргу, не може едноставно. Значи, прво би препорачал на сите оние кои што го немаат гледано ово видео, да го погледнат видеото Големи играчи и манипулација на пазарите. Значи, ова е дел од нашиот напреден курс за криптотехничка и фундаментална анализа, каде што објаснуваме кои се овие големи субјекти. Значи, не е доволно само да знаете дека се, треба да знаете кои се и колку се големи. Односно, во ова видео многу подлабоко објаснуваме кои се тие големи играчи, зборуваме за оние најголеми корпорации со assets under management, односно капитал под свој менеджмент, кои што буквално го владеат светот. Така да би препорачал да го погледнете ова видео, јас ќе го оставам во предлог на ова денешното видео за самиот крај, доколку сакате да го погледнете, каде што многу повеќе ќе ви се разјасни кои се овие играчи и зошто се толку битни. А денеска ќе се посветиме исклучиво на BlackRock. Односно, прво би сакал да поминам преку најосновната работа. Што е BlackRock? Значи, кој е овој ентитет и зошто е толку голем, како и капацитетот на овие корпорации кои го посетуваат светот, а ние не знаеме ниту дека постојат. Значи, прва и најбитна работа, само обемот на капитал кој што го поседува овој ентитет. 10 трилиони под менеджмент. Тоа значи дека има капитал вреден 10 трилиони под собствен менеджмент. Нешто од тоа е дел на BlackRock, нешто од тоа е на неговите клиенти, но има 10 трилиони под собствен менеджмент кои што, иако претходно ги имаа на кратко достигнато, сега ги достигна целосно. Значи сега моментално ја погледнете. Официјално 15 јули, тоа е недела дена наназад, имаат 10 трилиони под менеджмент. Сега, споредбено со останатите големи субјекти за кои што подетално може да видите во видеото кој што ви го дава како предлог, додека можеме да видиме дека не е единствен ваков ентитет, овдека веднаш после него е Vanguard со 9,3 трилиони, Fidelity со 5,3 и сега нели натаму имате многу, меѓу кои уште еден кој што е побитен нормално за самиот крипто сектор е Invesco, кој што поради некоја причина не го гледам, че ова се најголеми по менеджмент, а Invesco е еден од тие исто така, еве го, Invesco 17 место, 1,6 трилиони, кој што исто така е дебело влезен во крипто сектор. Сега, значи, ова е колку голем капитал имаат под собствен менеджмент. Така, значи, во просек првите 10 имаат од 2,6 до 10 трилиони долари во менеджмент. Ако тоа го споредиме со куповната моќ на државите, значи, Purchase Power Parity представува производна моќ, значи сето оно што може да го произведе една држава во една година во оваа ситуација. Значи, еве чисто за да видите колку се големи овие корпорации, значи до Индија, значи моментално освен Кина, и сега ова е од 2022, за жал не можев да најдам понови информации, ова е последните информации кои се достапни за ваков тип на податоци. Значи ова е колку државите произвеле во текот на 2022 година за целата година се услуги, добра, се што произвела државата. Значи, Америка и Кина се единствените кои што се поголеми од BlackRock. Дури и Индија не е поголема од BlackRock, кој што моментално има 10,4, ако не се лажем беше, 10,4 трилиони, а Индија има 10. И ако продолжиме надолу, веќе поголемиот дел имаат помалку од половина од вкупниот капитал на BlackRock. Значи, ова се корпорации кои што се побогати од најбогатите економии во светот. Тоа е првата работа која што треба да знаете за тоа колку се големи овие играчи. Зашто јас на почетокот кажав, влезот на BlackRock на овој пазар ја менува играта каква што ја знаеме. Значи, ова што моментално го гледаме, сите се радуваме, да, на сите ни одговара, да, значи моментално имаме енормно голем капитал кој што влегува баш поради овие играчи. BlackRock, Fidelity, Invesco. Трите од, да речем, топ 10 до 15 најголеми корпорации во светот. Сега, оно што мораме да го забележиме е дека
Не можеме да достигнеме растење од тип на глобална адаптација без овие големи играчи да влезат на пазарот. Станува збор за слободна пазарна економија, што значи дека никој не може да ги спречи овие играчи да купат биткоин. Никој не може да ги спречи овие играчи да купат етериум. Не можете. Значи колку и да ви се, дали ви се допаѓа или не е битно. Не можете да ги спречите. И тоа треба да го запамтиме и да преминеме преку тоа, се разбираме. Значи доволно со овие филозофски муабети од типот леле BlackRock, па тоа не ми се допаѓа, па тоа не е добро, нема дали ви се допаѓа или дали е добро. Значи тоа воопшто нема никаква врска со реалноста. Гледате што се случува. Значи тоа е реалноста, играме со картите кои што ни се поделени. Во оваа ситуација BlackRock не е влезен. BlackRock е влезен целосно во крипто. Сега ќе ви го покажам тоа. Тоа е поентата на овој видео. Сакам да ви покажам колку BlackRock е буквално влезен во кор, значи во самата срж на крипто секторот моментално. Сега. Ова е како изгледа BlackRock во своите представништва. Значи моментално гледаме дека има по 35 своји представништва, односно канцеларии во Северна Америка, 23 во Европа, 3 во Јужна Америка и многу помалку во останатите, вклучувајќи 12 во Азија. Каде е овдека проблемот? Никој од вас не слушнал за BlackRock. Ја верувам дека ретко оние кои што гледаат мојот канал некогаш слушнале за BlackRock. Зошто е толку битно? BlackRock сака да нема да слушнато за него, се разбираме? Значи имаше една многу добра слика која што жал не можев да најдам, ја парав, не можев да најдам. Има слика од фамилијата на Ротшилд, кои што се едни од најбогатите луѓе во светот, зборувам богати од држави побогати, така. И до нив слика од не знам Кардашијанс, некои од овие пластични фамилии. Вели, ако знаете кои се овие на десната страна, а не знаете кои се овие на левата страна, кај што се мисли на Ротшилд, значи дека Ротшилд си вршат работата перфектно. Истата ситуација се случува и со BlackRock. Зошто е толку битно? Значи, BlackRock не е традиционална корпорација како што вие знаете. BlackRock поседува компании кои што поседуваат компании, кои што поседуваат други компании, кои што поседуваат други компании. Се разбираме? BlackRock е класичен капиталистички октопод, каде што не може дури ни да се утврди колку се длабоки корените на BlackRock. Значи ова се едни од најголемите корпорации кои што моментално BlackRock поседува дел во нив. Овдека може да најдете од масовни медиуми до производители на вакцини и фармација, до онлайн клаудинг, облека, се. И во сите овие BlackRock поседува акции. Со тоа што, сега само да ви покажам како тоа изгледа. Ова се најголемите компании во светот. Сите знаете кој е Amazon, кој е Google, кој е Microsoft, кој е Apple, но многу ретко од вас знаат дека голем дел од овие акции се во рацете на BlackRock, ако не во BlackRock на Vanguard, кој што е втора по големина, ако не на Vanguard на Fidelity, кој што е трета по големина. Што значи дека овие големи корпорации се практично поседувани од првите 5 до 10 најголеми корпорации во светот, затоа што секој од нив поседува по 5 до 10% во овие компании. Што значи дека овие големи имија кои што вие ги гледате најчесто и се контролирани од ентитети како BlackRock, Vanguard, Fidelity и така натаму. Значи тоа е една многу битна работа која што треба да разберете. Целосно контролирани. Со тоа што има толку голема количина од акциите во овие компании, значи дека истите енормна контрола имаат врз овие ентитети. Еве прост пример. BlackRock моментално во информатичката технологија поседува 170 милиарди долари акции во Apple, 155 милиарди во Microsoft, 51 милиарда во Nvidia и така натаму. Потоа, ако продолжиме, ова е веќе стандардна индустрија во оваа ситуација, Tesla 37 милиарди, Amazon 62 милиарди, Home Depot, значи овдека може да видите точно во што се поседува и тоа пазете, ова се само американски компании. Значи овдека не се ставени европските. Значи погледнете, 23 милиарди во Mastercard, 27 во Visa, значи дека и платежните да речам центри и провайдери се во нивна рака, едни од најголемите производители на пиело, како и прехранбени продукти, производство на нафта и така натаму. Со тоа што еве го делот кој што највеќе треба да ја плаши. Значи ова представува 11 европски компании кои што моментално BlackRock има одредена количина. Со тоа што 1/10 од овие компании е голема работа. Не се само нормално европски, има и американски, но делот кој што треба да ја плаши. Погледнете. Nestle е еден од најголемите производители на храна. Така, иако малку сликата е нејасна, значи не знаеме точно колку поседува поради X причини, но погледнете сите овие компании, со тоа што он поседува да речем 10% во Nestle,
практично поседува 10% од сите овие компании кои што произведуваат храна. Значи овде ќе имате еден куп различни категории, компании кои што произведуваат се и се што. И со тоа што ова се само првите компании кои што се директно поседувани од овие големи корпорации. Така, значи ова се само првите компании. А колку овие компании понатаму поседуваат други компании, така? Значи погледнете. Што треба тоа да ви каже? Треба да ви каже дека овие корпорации поседуваат толку масивни делови, што за нив е дури невозможно да ги контролираат сите овие помали компании. Се разбираме? Тоа е една од главните причини поради кои што и навистина им е потребно да поседуваат блокчейн. Тоа што самиот Лери Финк го кажа. Наместо да треба сега ние секој од овие компании да пазиме, па колку имаме, па како одлучувала, па што одлучувала, се е на блокчейн, си имаш соодветни кодови, си гласаш на блокчейн, како што тоа се прави моментално во DAO, и наместо да треба да се малтретираш, дојдеш на сите овие, да речам, затоа што сите овие компании имаат своји, затоа што се акционерски друштва, имаат свој акционерски парламент, акционерски заседавања, треба на сите овие да присуствуваш, да слушнеш што имаат да кажат, да одлучиш, замислете која сила вас ви е потребна само за да учествувате на сите овие компании во одлучувањето, така? Но и колку вие поседувате. Значи погледнете, тоа е дело што јас постојано ви кажувам. Еве како изгледа, тоа е страшниот дел. Значи нема што не поседува BlackRock. Толку длабоко поседува компании во компании, не можете дури ни да најдете оваа мрежа каде завршува. Тоа е еден од оние работи кои што мораме да ги забележиме. Значи, ова не е стандардно со Apple и со Microsoft. Ова се компании кои што поседуваат компании. Се разбирам, нивната единствена работа е поседување на делови од други компании. И зимање дивиденда и контролирање на овие компании. Се разбираме? Значи, ваквите корпорации не само што се толку моćни и големи по капитал, ова се корпорации кои што буквално менуваат режими преку ноќ. Се разбираме? Ова се корпорации кои што може да му се јават на Гери Гангстер и да му кажат дека треба да одобри Ethereum Spot ETF. Нешто за што ќе разговараме малку подоцна во ова видео. Ова се вистинските корпорации кои што треба многу да ви биде страв. Оние филмови кои што ги гледаме во иднината дека нема држави, туку дека се е водено од одредени корпорации, ова е тоа. BlackRock е тоа, се разбираме. Доаѓаме во ситуација каде што BlackRock е тој кој што поседува. Проверете само да видите колку моментално земја само поседува BlackRock во Украина. Чисто за да видите за што станува збор. Да не навлегуваме во друга тема. Сега, BlackRock со тоа што имаше муда да направи прв Bitcoin Spot ETF, најчесто оние кои што се пионири добиваат највеќе. Така, значи оние кои што имале доволно храброст да пробаат нешто ново, нова технологија, ново истражување, нов експеримент, значи се што е прво во самата сфера и да застанат позади него, најчесто има и најголем удел во таа сфера. Погледнете во самиот биткоин. Значи маркет капот на биткоин скоро невозможно да биде престасен на било кое друго капитално добро, зборувам било кој друг криптопроект, и ако тоа се случи ќе биде многу во иднина. Тоа е предноста на играчот кој што прв влегува на терен, се разбираме? Значи кога вие имате предноста на прв играч во одредена сфера која што само што настанала, вие имате голема предност на пазарот, се разбираме? Како што тоа го има биткоин во криптосферата, така и BlackRock го има моментално во однос на инвестирањето во криптосферата. Зошто го велиме тоа? Значи, ова е моментално 6 март 2024 година, каде што 10 најдобри по перформанс ETFs, Exchange Traded Funds, на сите времења. Така. Со тоа што погледнете кои се први. Ова сега е веќе не можев, за жал, се обидов, не можев да најдам понова информација. Моментално iShares Blockchain Technology, односно тоа е BlackRock Bitcoin Spot ETF-от, е на прво место. Значи, овдека го имаме VanEck, но повторно станува збор за Bitcoin Spot ETF на VanEck, Invesco Bitcoin Spot ETF, се разбираме. Значи, поголемиот дел од нив, првите три се практично Bitcoin Spot ETF. На сите времења најдобри. Со тоа што искршија секакви можни рекорди, се разбираме. Значи, моментално ова е гордоста на Larry Fink затоа што он направи грдни пари. Врз основа на тоа што имаше доволно храброст да биде оној првиот кој што ја бутна целата оваа работа да биде Bitcoin Spot ETF. Да, нормално претходно имало други ентитети, зборуваме уште 2013 Gemini се првите кои што аплицираат за Bitcoin Spot ETF во Америка. ARK Invest ја води оваа војна веќе 10 години за да има Bitcoin Spot ETF, но во оваа ситуација BlackRock со оние кои што ја доведоа целата оваа работа за да има прв Bitcoin Spot ETF. Со тоа што за само 4 дена на BlackRock
Bitcoin spot ETF, iShares, достигна 1 милиарда. Најбрзо на сите времиња еден ETF да достигне 1 милиарда. Се разбираме? Значи тоа е првиот рекорд кој што го сруши. Имаше безброј, а само неколку од нив ќе спомнам. Најголем волумен на дневно, да речем, дневна трговија на одреден ETF, а тоа е 3,3 милиарди. И тоа погледнете кога е. Сега верувам дека и поголемо, но само да ви покажам. 28 февруари. 3,3 милиарди само на BlackRock трговија на iShares Bitcoin Spot ETF. Највеќе на сите времиња. Така, најголем волумен на тргување на овој ETF. Потоа, најбрзо достигнување до 10 милиарди клубот, односно повторно на BlackRock, iBit, iShares, Bitcoin Spot ETF најбрзо достигна 10 милиарди долари пак на сите времиња. Потоа, моментално имаме, и сега пазите, ова е од 22 јули, значи само пред еден ден, вкупно 17 милиарди долари во сите Bitcoin Spot ETFs, зборуваме од 11 јануари до сега. Значи не се рачуна овде дека она што го има Grayscale, затоа што тоа е акумулирано претходно, но во оваа ситуација, значи највеќе акумулирано на сите времиња во истата оваа сфера, кога станува збор за биткоин, нормално 17 милиарди долари. За потсетување, значи традиционалните финансии, ово уште не ви покажувам колку традиционалните финансии немаат појма кој е капацитетот на крипто. На почетокот на јануари, кога беше веќе неизвестно, се знаеше дека сигурно ќе биде одобрен, тоест известно се знаеше дека сигурно ќе биде одобрен Bitcoin Spot ETF, разговараат дека ако успее до крајот на годината да достигне 1 милиарда, сите заедно, тоа би бил многу голем успех. Ние не сме стигнати ни практично до 6 месеци. Значи само што преминавме преку 6 месеци тргување, они достигнаа 17 милиарди сите заедно. Меѓу кои BlackRock има огромна количина, значи тоа ќе го покажеме колку моментално има само BlackRock, така. А они зборуваат за 1 милиарда на годишно ниво. Тоа ви кажува колку традиционалните финансии немаа појма кој е капацитетот на крипто, се разбираме, но затоа BlackRock има. Ќе го покажеме тоа на денешното видео. Значи ова е само за да ви покажам прво колку е голем BlackRock, а второ колку само ова што го направија им се исплатеше. Се разбираме, че ова им се исплатеше ненормално. Сега, да преминеме на третата ствар, односно делот каде што BlackRock се уште практично и не почна да акумулира директно, се разбираме. Односно сега направиме само како изгледаат моментално овие Bitcoin Spot ETFs и која е нивната успешност до сега. Чисто за да видите како тоа изгледа моментално, че колку е само ова големо. Сега, прва и најбитна работа која што би сакал да споредиме е најголемите Bitcoin Spot ETFs наспроти најголемите на сите времиња во оваа ситуација станува збор за на сите времиња ETFs. Значи, моментално само BlackRock има 21,3 милиарди market cap во својот iBit. Значи дека ова е застарено малку, очигледно, околу 17. Или пак, не знам зашто така е, како и да е. Значи, многу, моментално зборуваме огромна количина, погледнете. Значи, BlackRock и Fidelity заедно поседуваат 34 милиарди долари во биткоин вредни, замислете. Сега, односно на најголемите, очигледно како што можеме да видиме, според маркет капот кој што го акумулирале, значи за само 6 месеци BlackRock успеал да акумулира 22 милиарди биткоин, вредни долари нормално биткоин, а кога би го споредиле со маркет капот на најголемите на сите времиња, значи до сега нормално, гледаме дека S&P 500 на прво место со 565 милиарди, овој беше Nasdaq со 294 милиарди и ако продолжиме надолу, значи он би бил негде на практично со неговите 22 милиарди, само да видиме каде точно би се наоѓал, ќе ги ставиме по market cap, чисто за да може да видиме точно каде се наоѓа. Значи 22 милиарди го става негде на 19 и 18 место. Меѓу 18 и 19 место на сите времиња, се разбираме. За овие кои да се и што и да се да стигнат до оваа големина, верувам дека им требало години за ова да се случи, да стигнат до оваа количина од 22 милиарди. Тоа го постигна BlackRock со биткоин за само 6 месеци. Значи дека во оваа ситуација замислете каде е потенцијалот во иднина. Че ова е само споредбено со најголемите exchange traded funds кои што моментално постојат. Додека самата криптосфера и нејзиниот капацитет и како се тоа расте, докато го погледнеме на маркет кап на се што моментално постои, без разлика дали е ресурс или компанија, погледнете. Биткоин успеа да се искачи на 8 место. Значи беше поголем од сребро,
Во моментот кога успеа биткоин спот ETF и така натаму, сега имаме корекција, но успеа да достигне 8 место по маркет кап во целиот свет. Нешто незамисливо, се разбираме, ние сме на почетокот на овој бул маркет, а претходниот бул маркет имаше 1,2 трилиони на самиот врв. Ние сме на почетокот на следниот бул маркет. Ние имаме 1,3, достигнавме 1,6 кога беше 74.000. Тоа е само почеток. Затоа колку ова ќе расте. Многу битна работа, да не забораваме уште една работа. Ethereum се наоѓа на 24-то место. Поголемо од Mastercard, поголемо од Samsung, поголемо од многу големи компании. А допрва ќе расте Ethereum, посебно сега затоа што денеска официјално е одобрен Ethereum Spot ETF. Ова е само за да ви покажам кои се овие две големи ствари, кои што гледаме дека стануваат интернационални. Во меѓувреме, во последниот дел, погледнете, че зборуваме од 5 јули до сега, тоа е така речено 20 на дена. Имаме енормно голем прилив на средства, меѓу кои гледаме дека најголемиот прилив како и секогаш е во BlackRock. Значи, тоа е, како да ви објаснам, BlackRock е машина. Значи, има илјадници агенти кои што единствена работа им е да им продадат на луѓето тоа што BlackRock моментално се обидува практично да акумулира како капацитет. Затоа што овие луѓе кога тоа го купуваат во Bitcoin Spot ETF на BlackRock. Се разбираме? Што значи дека и понатаму останува во капацитетот на BlackRock, во капиталот под менеджмент на BlackRock. Така да ова е машина. Еве како изгледа оваа машина, погледнете сега. Ова што ќе увидите моментално е буквално како изгледа акумулацијата на BlackRock во последните 6 месеци. Значи само за да видите колку е голем. Еве, ова е BlackRock. Ова е колку стотици илјади биткоини моментално поседува, а ова се деновите, погледнете. Значи од самиот почеток до април веќе има, погледнете. Средина на април он веќе е мај 300.000, погледнете. И до самиот крај, погледнете. Успеа да го престигне Grayscale, кој што со години ги собираше своите биткоини. За сега моментално на 22 јули да има енормна количина на биткоин, односно сега ќе погледнеме точно колку во овој дел овде. Значи моментално BlackRock е со незамисливи 335.000 биткоини под свој менеджмент. Незамисливи, така. Значи ова е веќе на пат на 2% од вкупната количина на биткоин. Тоа е околу 400.000, 410 до прилика 1000 биткоини. Значи на пат да достигне 2% од вкупната количина на биткоин за 6 месеци. Толку е голем. Се разбираме? Ето, толку е голем BlackRock. Со тоа што, верувале или не, он досега има купено многу мала количина на биткоин. Многу мала. И тоа погледнете. Значи на 31 мај, ништо од овој биткоин кој што е купен не е директно купен од BlackRock, се разбираме? Ова е BlackRock кој што е купен во IBIT Bitcoin Spot ETF на BlackRock. Значи, он само го менаџира овој фонд, се разбираме? Не е директно поседуван од BlackRock. И он добива одредена количина на крајот од годината како процент, значи сега колку беше 0,25 ако не се лажам, процент од целиот овој биткоин затоа што го држи во кастади за своите клиенти. Значи така функционира IBIT Bitcoin Spot ETF на BlackRock. Значи он само многу мал дел добива на годишно ниво затоа што го чува во име на своите клиенти. Што тоа што на 31 мај официјално BlackRock има неколку своји фондови, каде што еден од нив купи 3,5 милиони, а другиот 485.000 вреден биткоин. Значи станува збор за многу мала количина, се разбираме. Значи еден од овие фондови кој што е нормално фонд директно на BlackRock купил 3,5 милиони, а вториот Strategic Global Bond фонд купил 485.000. Значи дека реално BlackRock и не поседува се уште биткоин. Тоа сакам да ви кажам, значи BlackRock се уште биткоин и едва е ставил на портфолио. Се разбираме, има многу мала количина. Тоа што ова беше една најнова вест која што ја најдов на 19 јули, се обидувам да разберам дали ова така како што јас го гледам. BlackRock директно купил 1 милијарда биткоин, со тоа што 107 милиони се купени буквално на 18 јули. Е сега, дали ова се однесува на во оваа ситуација, тоа можеме многу лесно да видиме овде, кај 18, 107, значи не одговара бројката, се разбираме, можеби на вистина купиле директно, не сум сигурен, се искочи веста, не можам да најдам, како и да е. Значи, пишуваше дека купил 1 милијарда во текот на јули, со тоа што 107 милиони долари купил само на 18 јули. Дали сега повторно се однесуваше на IBIT, затоа што не може да најдам ниту една друга вест, или пак на вистина купил во своето портфолио, ќе знаеме
следниот квартал, затоа што на квартално ниво сите овие големи корпорации мораат јавно да пријават што поседуваат на сопственото портфолио, без разлика дали станува збор за суровини, ресурси или пак станува збор за акции, обврзници и така натаму. Со тоа што, значи, една многу битна работа која што треба да забележиме. BlackRock се уште не почнал да купува биткоин за себе си. BlackRock е многу добро свесен кој е капацитетот на биткоин и колку истиот може да го заштити неговиот капитал од инфлација. Значи, се уште не почнал директно да купува биткоин. И уште една многу битна работа. BlackRock и неговата Aladdin платформа, за која што зборуваме во видеото кој што ви го кажав на почетокот, погледнете го таму детално објаснуваме, ова е трейдинг платформа која што е директно поседувана од BlackRock, која што ја користи буквално цел Wall Street. Значи не постои финансиска фирма во светот која што не ја користи оваа платформа. Ова е платформа каде што може да инвестирате, тргувате, но на значи институционално ниво. Овдека не можете вие лично како приватна личност да направите свој профил, не постои buy, не постои make a profile, значи овдека вие им праќате мејл и они вас ви одговараат. Значи контакт us и они вас ви одговараат, вие треба да им кажете колку голема корпорација сте, која е корпорацијата, колку голем капитал имате, што ви е потребно за они да направат custom made profile за вас. Сега зошто е ова битно? Затоа што BlackRock преку оваа платформа може да направи пуздер на пазарот, односно гледаме вести кои што се доста нови, иако еден месец наназад, дека BlackRock моментално се обидува да направи блокчейн стратегија за својата Aladdin платформа, Investment Engine. Значи дека допрва BlackRock ќе го воведе и биткоин, и Ethereum, и потенцијално било кој друг крипто блокчейн exchange traded fund натаму на оваа платформа. Значи BlackRock се уште не почнал директно да инвестира. Ова што ние го гледаме се само неговите клиенти. Тоа е многу битно и морате да го разберете затоа што има клучна разлика во моментот каде што BlackRock ќе почне да инвестира и каде што само неговите клиенти инвестираат. Значи дека ние сме апсолутно на самиот почеток. Тоа е многу битна работа која што треба да сватите. Значи кога станува збор за BlackRock и инвестициите во биткоин, ние сме буквално на самиот почеток. Ова се само неговите клиенти. Сега влегуваме во тоа како структурно BlackRock се буквално вкоренува во целата крипто индустрија и тоа највеќе во нормално Америка, а сега веќе почнува и во Европа. Сега детално ќе покажеме како тоа го прави, затоа што ова треба да ве загрижува. Значи, пак ќе кажам, без ова не може да се напредува, но ова треба да ве загрижува, затоа што BlackRock, ако влезе на пазар, тоа значи целосно превземање на пазар и тоа сега ќе ви го покажам. Значи, не постои голем ентитет кој што се наоѓа во Северна Америка во кој што BlackRock не е инвестиран од крипто секторот. Почнувајќи од Coinbase, моментално најпопуларната, онаа која што има највеќе сертификати, зборувам нели, се што е потребно за да бидете финансиски субјект во Америка, значи буквално Coinbase е крипто во Америка. Се разбираме, иако има и други платформи, Coinbase е таа крипто платформа. И се гледа дека е привилегирана. Со тоа што Coinbase, ова е нивната Coin Shares, значи практично нивната акција, затоа што Coinbase е IPO, Initial Public Offering направија, значи станува збор за значи јавно тргувана компанија. Vanguard, која што е втора поголемена корпорација на нели топ 10, поседува 8,5%. Иако наводно не сака ништо со крипто, Vanguard поседува 8,5%. Vanguard и BlackRock ти се како браќа близнаци, се разбираме. Значи, двете поседуваат во сите овие компании, одреден само негде BlackRock повеќе, негде Vanguard повеќе. BlackRock поседува 4,6% од вкупните акции на Coinbase. Ова е огромна количина на капитал која што моментално ја поседува во Coinbase. И тоа е најмал проблем. Значи, кешки да беше само тоа. Значи, BlackRock, Coinbase и Circle моментално буквално прават едно свето тројство за крипто капиталот во Америка и како што кажав, сега тоа постепено ќе го покажеме. И целиот Ethereum и Bitcoin е практично во рацете на BlackRock, макар и тоа што најголемиот дел се наоѓа во iBit, сега истиот кој што ќе биде за Ethereum, но и останатите сега ќе покажеме како практично се во рацете на BlackRock. Сега. Значи BlackRock и Vanguard имаат повеќе од 10%, сега веќе и повеќе од тоа, значи претходно замислите имале 10, сега веќе имаат 12%, а пак ќе кажам, не заборавајте дека BlackRock и Vanguard не се непријатели, тоа се наши непријатели, они помеѓу себе се големи пријатели, верувајте ми. Како изгледаат моментално во однос на custody сите Bitcoin spot ETF кои што моментално постојат? Погледнете, имаме
2, 4, 6, 8, 10, 12. Од кои само 3 не се на Coinbase. Vanek е на Gemini, Fidelity има свој self-custody и Hashdex се уште не е најавен, мада овдека сега може би е веќе најавено дека е на Coinbase, но како и да е, нема да го земе. Значи од 12, 9 Bitcoin Spot ETFs на овие големи ентитети, Coinbase им врши custody. А Coinbase е практично под директна контрола на BlackRock. Значи, како да ви објаснам? Значи, практично и покрај фактот што моментално IBIT се наоѓа на Coinbase, да не забораваме дека и на сите останати се наоѓаат на Coinbase, така? Сега да продолжиме понатаму. BlackRock partners with Coinbase to expand crypto offering. Што значи дека не само што IBIT се наоѓа на Coinbase, не само што BlackRock поседува акции во Coinbase, туку и over the counter OTC делот на Coinbase практично работи за BlackRock. Тоа значи дека OTC, купување и продавање на биткоин, е директно во корист на BlackRock, верувале или не. Сега, значи, ова не запира овде, така. BlackRock joins stablecoin issuer Circle 400 million funding round. Односно, кога почна да постои Circle во 2021-2022 година, 400 милиони од основниот фонд кој што е внесен во Circle доаѓа директно од BlackRock. За жал, направи се што можев, јас едноставно не можев да најдам соодветно која е големината на акции која што BlackRock ја поседува во Circle, како и останатите големи ентитети, но не можев да го најдам. Значи, стварно пробав, никаде не можев да најдам, едноставно за жал, но во исто време што успеав да најдам. Кој го поседува Circle? BlackRock, Coinbase и сега останатите не се ни толку многу битни, како Goldman Sachs, иако тоа се стандарден или западен капитал, но делот кој што е најбитен е дека BlackRock поседува дел и во Circle. Coinbase поседува дел и во Circle. Што значи дека овие луѓе буквално се поседуваат помеѓу себе си, се разбираме. Значи овој круг е нераскинлив. Ова се партнери кои што очигледно се тука на долг рок. Сега ќе објасним и зошто. Не само што BlackRock, значи како рековме за Coinbase, поседува дел во Coinbase. Во исто време Coinbase е најголемиот custody provider, 9 од 12 Bitcoin Spot ETFs и OTC работи за BlackRock, Coinbase. Во исто време BlackRock не само што поседува дел од Circle, туку во исто време и го менаџира фондот на Circle со кој што практично истиот купува американски резерви. Значи како функционира еден стандарден стейблкоин? Од каде ќе имате профит? Кога вие купувате и минтате точно толку големина колку сте купиле, толку и минтате стейблкоин. Така, значи ако ви давам 1 милион, вие морате да изминтате 1 милион. Така. Значи немате многу голем, немате никаков момент за било која да речем манипулација или некаков тип на движење, така. Од обврзници од Америка. Значи на овие ентитети им е дозволено да буквално чуваат кеш резерви на банкарска сметка и државни резерви на Америка. Поради inverted yield curve, моментално, овие компании прават бесни пари, значи бесни пари зборувам. Значи Тетер пријави 3 милиарди во, не знам, 3 месеци. Зошто? Затоа што голем дел од оваа резерва на пари која што они мора да чуваат, може да чуваат во обврзници. Проблемот каде е? Краткорочните, како на пример 1 месец или 3 месеци, така, 1 месец или 3 месеци. Во 2020-2021 би ви дале негде околу 0,01% профит. Што значи дека ако имате 1 милион, вие ќе направите некаде, не знам, $10,000 за 3 месеци, така. Сега моментално, поради inverted yield curve, каде што државата, односно Америка, мора да ги зголеми каматите по кои што позајмува, затоа што не примамливо е, никој не ќе да купи, моментално за 1 месец, во овој период, е 5,5%. За 3 месеци е 5,47. Што значи дека сега, поради овој inverted yield curve, кога претходно правеле за 3 месеци, не знам, $10,000, сега прават $500,000 на 1 милион. Така. Значи дека вие им давате 1 милион и они од тие 1 милион вадат 5,5% секој месец, секој 3 месеци. Ова е машина за пари моментално. И магично BlackRock е тој што го менаџира фондот за државни резерви на Circle. Магија. Сигурна коинциденција. Јас сум човек кој што очигледно многу верува во коинциденции, посебно кога станува збор за финансискиот свет. Значи, се тоа сигурно е само една голема коинциденција.
Нели, секој си одлучува за себе си, јас само ви покажувам. И нормално Coinbase моментално купува удел во Circle во 2023 година. Значи пак ќе кажам, се коинциденции каде што сите едни во други имаат удел, едни на други менаџираат фондови. Сигурно ова само најобична коинциденција. Сега, да не заборавиме дека исто така во 2023 година, значи погледнете сега. Овде ќе имаме 22 август 2023 каде што Coinbase купува дел во Circle, а во исто време, во истиот тој период, бара од сите на својата платформа USDT да биде сменет во USDC. Односно USDT нема веќе да биде користен на Coinbase. Најголемата менувачница во Америка престанува да користи USDT и се бара да биде трансферирано во USDC или пак ако не го направите тоа, они ќе го направат во ваше име. Повторно, сигурна коинциденција. Да видиме како сега ова понатаму поминува. Значи 2024 година, 1 јули. Официјално Circle добива лиценца за стейблкоин во Европа преку Мика, односно нели, ова е законот за блокчейн на територија на Европа кој што има посебен акцент на стейблкоини. Вала. EURS е директно поседуван од Circle, кој што е директно поседуван од BlackRock. Значи ви покажува дека сето ова моментално се движи буквално во целосен правец на Coinbase, BlackRock и Circle. Значи моментално имате BlackRock, asset manager, во исто време имате payment provider, во оваа ситуација е stablecoin, затоа што ви е крајно битен, без тоа не можете да функционирате на блокчейн, и менувачница, најголемата менувачница и custody provider. Се што ви е потребно за еден мал круг на така речено инвестиционен блок во крипто, кој што моментално се наоѓа во Северна и очигледно во Европа. Северна Америка и Европа. Нели, цивилизацијата, другите што се бит мајмуни. И вели, моментално Circle само што влегува во Мика, а Tether се припрема да излезе од Мика, затоа што Tether моментално не само што нема, туку истиот најави дека нема намера да бара лиценца за свој стейблкоин во Европа. Ако Tether, кој што е најголем моментално по маркет кап, го напушти блокот на Европа, а Европа забрани било каков тип на долар backed стейблкоини, погодете кој ќе доминира. Немате друг избор. Значи моментално оној кој што ви е најсигурен, најголем, ви е Circle. Се разбираме? Со својот EURC. Значи гледаме енормна, како да кажем, кохезија помеѓу BlackRock, Circle и Coinbase. Се обидуваат буквално да го доминираат целосно пазарот. И во Северна Америка, и во Европа. Тоа се двата пазари каде што имаме најголем капитал. Тоа е реалност. Значи имаме најголем капитал. Следна битна работа која што не смее да се потцени. BlackRock не само што го има овој мал картел за крипто и се што е во однос на инвестирање, трансакции и така натаму, туку исто така има и голем удел во најголемите мајнери на биткоин. Значи ова се најголемите по маркет кап, само трите ќе ги земам први, нема да истражуваме премногу за да не префатиме премногу време. Marathon Digital Holdings, CleanSpark и Riot Blockchain, кои што заедно има негде околу, па би рекол, 15 милиарди долари маркет кап. Сега, рековме Marathon е најголемата, така. Значи првата, Marathon Mining, така, погледнете. Marathon Mining моментално Vanguard поседува 8,5%, BlackRock поседува скоро 6%. Ви кажав, каде едниот, сигурно и другиот. Заедно поседуваат околу 15%. 15% од најголемиот значи мајнер во светот, така. Следниот е CleanSpark, како што кажавме. Во CleanSpark, само да видам каде беше, еве ги. BlackRock поседува 6,2, Vanguard поседува 5,6. Повторно, едното без другото, две мадиња, каде е левото, таму и десното. И последниот Riot Mining, првите три само ќе испоредиме. Vanguard 7,3, BlackRock 5. Значи, не можеш да ги измислиш овие работи, очигледно се тука, се разбираме. Нема бегање, каде едниот, таму и другиот. Така да, првите три понатоа може да продолжите и сами да истражувате, верувам дека ќе најдете истата ситуација, но во првите три имаат солидна количина на акции. Што значи дека за почеток, во однос на биткоин, BlackRock има многу добра постава, се разбираме, че има основа. И сега, каде е најбитниот дел? Значи, до сега зборуваме само за биткоин, но биткоин е заштита од инфлација.
Сега влегуваме во вториот дел кој што е многу побитен, а тоа е Ethereum Spot ETF и буквално горивото кое што е потребно за да може да функционирате во оваа нова економија која што има замислено BlackRock. Ова е клучниот дел. Значи очигледно сега горе-доле ви беше познато сето ова кога станува збор за ситуацијата со биткоин, но верувам дека овој дел за Ethereum ќе ви биде доста нов. Односно, сега ако се сеќавате на ова кое што пред една година Larry Fink го кажа, значи уште ќе напоменам, морате дебело да обрнете внимание кога овие големи играчи зборуваат, затоа што сето ова вреди пари. Значи не е потребно сега ние да истражуваме за да докажеме дека сме нашли нешто, не. Сето ова го правиме за собственото портфолио. Истражувањата за тоа што прават големите играчи на пазарот се најбитни за вашето портфолио, за да знаете што да купите, да знаете кога да продадете и што да продадете, клучно. Значи тајминг и средства во вашето портфолио кои што сега веќе се директно поврзани со најголемите играчи. Larry Fink, токенизација, дами и господа. Of securities. If we could have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code. Think about it, instantaneous settlement, bonds and stocks. No middleman. We're going to bring down fees even more dramatically. It changes the whole ecosystem. I believe that. Значи, се ќе биде токенизирано. Буквално се. Така, со тоа што ова беше кажано пред една година, сега веќе гледаме една сосема нова ситуација на криптопазарот. Каде што Ethereum е клучот. Значи сега ќе ви покажам дека Ethereum е клучот во целата оваа ситуација. Ако се сеќавате, пред да речем некои 6-7 месеци, кога уште не се не разговараше за Ethereum Spot ETF, кога се нели беше као наводно само аплицирано за истиот, многу од луѓето зборуваа како нема шанси, дека се ќе го одбие Ethereum Spot ETF, дека тоа е невозможно. Сега. И тогаш, и уште година дена порано, ако се сеќавате во на видео кое што ви го покажав, каде што разговаравме, тоа ќе биде второто видео. Значи првото видео на предлог на ова на крајот ќе биде големите играчи, а второто видео ќе биде пред околу 9 месеци до една година, сега не се сеќавам точно, каде што разговаравме за тоа дека Bitcoin Spot ETF сигурно ќе се случи, дека Ethereum Spot ETF сигурно ќе се случи и дека Altcoin Spot ETF сигурно ќе се случи. Баш заради ова. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Од моментот кога BlackRock влезе на пазарот и кажа дека е заинтересиран за Bitcoin Spot ETF, а потоа и за Ethereum, ние кажавме една многу битна работа. Тоа е дека BlackRock не промашува. Значи ова е корпорација која што поседува се. Вклучувајќи го Гери Гангстер и целата негова гангстерска фела. 576 наспроти 1 е рекордот на BlackRock во однос на тоа колку Exchange Traded Funds му биле одобрени, а колку му биле одбиени. 1, така. Јас кажав кога беше апликацијата за Bitcoin дека ова ќе биде 575 на 576, тогаш нели го доби. Со Bitcoin Spot ETF стана 576. Сега ќе биде 577 наспроти 1. Нема теоретски шанси да му биде одбиен Ethereum Spot ETF. Затоа што е BlackRock. Тоа го кажавме многу јасно уште одамна и уште ќе напоменам, јас ќе ви го покажам тоа видео на крајот, че ги имате овие две да ги погледнете, кои се директно поврзани со ова што моментално го зборуваме. Нема шанси да не му биде одобрен Ethereum Spot ETF. Сега ќе објасниме и зошто. Официјално денеска, 23 јули, почнуваат со тргување Ethereum Spot ETFs. Веќе вчера објавивме повторно, значи има видео во кое што објаснуваме кои се нашите очекувања за Ethereum Spot ETF. Искрено да ви кажам, мислам да ги бие попаметно оставам ова видео на крајот, а другото видео може да го најдете, тоа е практично првото видео каде што ние официјално зборуваме за ETFs. Сега, верувам дека ќе биде подобро да го ставам во предлог видеото за Ethereum Spot ETF и што очекуваме од истото, затоа што денеска почнува тргувањето и сакам да знаете се што ние очекуваме да се случи со Ethereum Spot ETF во следниот период. Нема да навлегуваме во тоа, воопште не е битно. Битно е зошто на BlackRock му е толку битно Ethereum Spot ETF да биде добиен од негова страна, а веќе е. Денеска почнува тргување. Значи, она што го кажавме на самиот почеток, дека он веќе најави токенизација на се. Токенизација на се не може да биде направена на биткоин. Блокчейнот на биткоин не дозволува толку голем обем на трансакции, толку голем обем на апликации. Прво и најбитно, биткоин блокчейнот не е смарт контракт компатибилен. Што значи дека вие не можете да изградите ништо освен стандардни апликации, барем сега за сега, на биткоин. Кој е следен кој што сето тоа го може? Тоа е Ethereum. Ова е последниот апдейт од мај,
за Ethereum Spot ETFs, каде што јасно можеме да видиме повторно. Погледнете сега, ова се само оние кои што тогаш веќе имале аплицирано. Од 2, 4, 6, 7 апликации, 4 апликации се директно кастади на Coinbase. Нормално Fidelity и понатаму си прави self-custody, Gemini, Vanek, истата ситуација како што беше претходно, и на крајот Hashdex повторно е not announced, но верувам дека сите останати ќе бидат на Coinbase како што тоа беше случајот со Bitcoin Spot ETF. Во оваа ситуација, тоа значи дека BlackRock не само што ги поседува под кастади сите Bitcoin Spot ETF, сега ги поседува под кастади сите Ethereum Spot ETF, затоа што директно практично ја поседува во оваа ситуација Coinbase. Можеби не ги поседува сите акции, но тоа не го менува фактот дека има голем удел и да речам неговите одлуки, верувам дека се доста битни кога станува збор за Coinbase. Значи тоа ви кажува дека е екстремно заинтересиран и Ethereum да биде под негова контрола. Сега, од каде е се тоа толку битно? BlackRock направи стратешко партнерство со компанија така наречена Securitize, каде што го изгради Buidl, која што е word of play, значи игра на зборови од build, односно гради, или Buidl, затоа што build е очигледно зафатено, која што платформа е на Ethereum мрежата. Што треба оваа платформа да направи? Оваа платформа треба да токенизира се од реалниот свет. Она што нас го најави господин Лери Финк пред една година. Односно, оваа компанија, буквално главната цел на оваа компанија и лиценца е да токенизира ствари од реалниот свет и да ги става on-chain. Еден од главните собственици, BlackRock. Ова не е случајност, ова е стратешка игра. Со тоа што, каде одиме сега? И сега замислете, BlackRock прави платформа Buidl на Securitize во оваа ситуација на Ethereum и наеднаш ние се сомневаме дека сек ќе му дозволил на BlackRock да има Ethereum Spot ETF. Научна фантастика. Нема што да разговараме. Значи повеќе од јасно беше дека ќе има Ethereum Spot ETF, само уште еднаш ќе напоменам, не дали, туку кога. Coinbase to provide key infrastructure for BlackRock's tokenized investment fund. Coinbase ќе биде практично оној кој што ќе даде клучна инфраструктура на токенизирачкиот инвестицијски фонд на BlackRock, односно Buidl. Магија. Наеднаш повторно Coinbase влегува во целата оваа ситуација, каде што истиот треба нормално да даде стандардна инфраструктура која што веќе ја има поставено за овој инвестицијски фонд да може да функционира. Значи магија, така, што ова пак ќе кажам, нема потреба да се кријат луѓе, се разбираме. Моментално за жал народот е толку глуп и незаинтересиран што нема потреба да се кријат. Значи ова што го прават е така речено монопол. Сега ќе ви покажам зошто. Погледнете. Значи моментално стейблкоините. Така, имаме 166 милиарди токенизирани, значи стейблкоините представуваат real world asset токенизација на пари. Значи зборуваме за платежни средства, односно валути, кои што 166 од нив се милиарди во долар зборуваме, се токенизирани. И можеме да видиме дека добри 60-55% се на Ethereum блокчейнот. Со тоа што овдека треба да го дадеме и Base, очигледно треба да ги дадеме и Optimism и останатите Arbitrum, значи еве некои 60% сигурно се на Ethereum екосистема. Која поседува најголемата за токенизација платформа? BlackRock. Така, Buidl. Tokenized Treasuries, односно обврзници. Иако се 2 милиарди, се наоѓаат 75% на Ethereum. Повторно, ако ги додадеме оние мали како Arbitrum, Mental, кои што се Layer 2 на Ethereum, се добри 75% од вкупното токенизирање на обврзници се наоѓаат на Ethereum и се наоѓаат на кој, ако не на Buidl платформата. Buidl платформата од несиното започнување, кое што беше, ево, значи на 16 март не постоела. На 29 март веќе има 274 милиони. До денеска истата поседува неверојатни 527 милиони токенизирани обврзници на истата. Значи за само 3 месеци успеале да достигнат пола милиарда токенизирани обврзници. Со тоа што BlackRock оди уште еден чекор подалеку, а тоа е кога гледате дека имате некои опоненти, како во оваа ситуација гледате кои се третиот и четвртиот, тоа се USDY и OUSG.
Тоа се два коини кои што се поседувани од Ondo Finance. Едниот е стейблкоин, другиот е директно поседување на обврзници, кои што заедно имаат, верували или не, па отприлика еднакво колку и самиот BlackRock. И што правите кога имате некој ваков? Му барате да ви се приклучи. И Ondo Finance одлучува дека 100 милиони од овие скоро 500 ќе ги префрли на BlackRock. Ова е почетокот, можеби до сега ги префрли сите. Но 100 милиони од овие 500 милиони кои што моментално ги поседува од Real World Asset токенизација, ги префрла на Widel платформата и практично станува партнер на BlackRock. Значи, ова не може да го измислите. Значи, дечки се толку играни, ова не е прв пат за нив, ова е стандардна работа, но моментално ја прават во крипто сектор. Значи, моментално гледаме дека се што представува Real World Asset токенизација е или изградено на BlackRock или пак е на партнер на BlackRock. Единствен кој што моментално му е некаков тип на да речем конкуренција е FOBXX или тоа е Franklin Templeton со неговите 423 милиони токенизирани обврзници. Но има место и за други, да се разбереме, само што очигледно сите знаеме која е најголемата риба. Сега, нема да навлегуваме во Global Band, затоа што ова е се уште многу мала категорија, станува збор за обврзници на странски земји, но 99% се на Ethereum. Мислам, чисто за конотација, да ви стане јасно зашто е толку битен Ethereum кога станува збор за одобрување на Ethereum Spot ETF. 8,5 милиарди долг, токенизиран долг. Сега овдека за жал не можеме да видиме точно, но само да видим дали беше на крајот, ако не се лажам, мислам на колека може да видим. Не. Ова се за жал, значи, нели, приватни блокчейни како што може да видиме, Centrifuge и така натаму, нема ни да навлегуваме во тој дел. Commodities. 882 милиони ресурси токенизирани. Поголемиот дел од нив се злато очигледно, меѓу кои 99% од нив се на Ethereum блокчейнот. И многу битно тоа што он го алудираше, само што почнува акции на компании. Погледнете. Nvidia, MicroStrategy, Tesla, Apple, Microsoft и така натаму. Иако е многу мала количина, почнуваат. Добри 30% е на Ethereum. Значи, ова е само почеток. Верувам дека истиот ќе дојде пак до 70%, но се што се токенизира моментално, се токенизира на Ethereum. И верувам дека многу големо тоа, значи голем дел од тоа ќе биде на Widel на BlackRock. Ова не е за џабе, значи ова што он ни го најави моментално, ние го гледаме буквално преку неговиот притисок за Ethereum Spot ETF. Не може никој да ми каже дека Гери Гангстер станал едно утро и рекол, знаеш шо, дај ќе им одобрам нека има Ethereum Spot ETF. Не може никој да ми го каже. Значи ова е директно притисок од BlackRock, од Fidelity, од Invesco, овие корпорации кои што се на пазарот и кои што поседуваат се, вклучувајќи и нормално ваков тип на пиунчиња како Гери Гангстер. Тоа е причината поради која што ние добивме алелуја промена на мислењето на овие големи фаци и добивме извонредно одобрување на Ethereum Spot ETF преку ноќ. И уште една многу битна работа. Покрај фактот дека BlackRock е екстремно заинтересиран во Real World Asset токенизација, да не заборавиме дека 60% од DeFi секторот се наоѓа на Ethereum, овдека нормално треба да ги додадеме Polygon, Base, Arbitrum и така натаму, значи пак ќе кажеме 65% од вкупниот децентрализирани финанси сектор е повторно на Ethereum. Ethereum, драги господа, е еднакво на нафта во крипто секторот. Без Ethereum моментално нема функционирање, посебно не на овие големи масивни блокови, се разбираме. Ова се блокови кои што ќе бидат основната инфраструктура на блокчейн, да речем индустријата која што моментално се гради. Ова што ние го гледаме денес, овие Layer 1 проекти како Ethereum, па и понатаму дури и помалите, без разлика дали е Solana, Cardano, Polygon, иако Polygon е Layer 2, но Polkadot, Avalanche и останатите, тоа е инфраструктурата на сето оно што ќе се гради во иднина. Ова се оние кои што ќе носат целата таа инфраструктура, сите овие апликации, сите овие безбројни трансакции. Што значи дека моментално оно што го гледаме е како се обидува BlackRock да го земе буквално основниот, како да кажем, темел на блокчейн технологијата која што ќе се развие во тоа. Станува збор за ваков тип на проекти како што е Ethereum и Bitcoin кои што се буквално cornerstone. Значи имаме ситуација во која што Bitcoin ни е официјално дигитално злато и Ethereum е буквално
она движешка сила на се што представува крипто кога станува збор за негова корисност, посебно кога е DeFi и токенизација. И гледаме дека BlackRock е крајно заинтересиран за сето ова. За крај би сакал една интересно видео пред само неколку дена, каде што самиот Лери Финк се пофали околу целата ситуација, иако е само 2 минути, би сакал да го проследиме, каде што многу јасно кажува која е иднината на крипто и BlackRock во него. I know you have been a leader in willing to embrace crypto. You have made it so that people can be in Bitcoin. We hear that you are thinking about Ethereum. These are incredible things. Now BlackRock is not known as a gunslinger by any means, so you obviously must believe that this maybe is an alternative. Is this an alternative in order to be able, because of the deficit, maybe something long-term people should have? Absolutely. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses, like everything else. Значи, на кратко, водителот зборува дека ова е одмерен потек, значи не сте вие некој што брзо реагира и нормален Лери Финк на тоа одговара. Да, јас бев скептик, да, сите знаеме, пред 5 години кога зборуваше дека ова е само коефициент на перење пари по држава, за да сега каже дека го простудирал и дека очигледно бил грешка и дека моментално е крајно про крипто, со тоа што вика биткоин е најдоброто нешто, со тоа што нормално како и сите останати, нормално е да имаме начин со кој што одредени негативни актери го користат. But it is a legitimate financial instrument that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. I believe we have... Биткоин е средство во кое што најчесто инвестирате кога сте исплашени. Пазите што кажува Лери Финк. Вика, најчесто ова се таков тип на средства каде што инвестирате кога одредени држави прават инфлација на сопствената валута, односно ја девалвираат сопствената валута, како што некои држави тоа го прават, вика, со премногу голем долг. Сакајќи да каже, Америка има 35 трилиони долг и знаеме каде се тоа се движи. Значи се враќаме на она што ние го кажаме веќе, значи BlackRock очигледно има намера да го користи биткоин за заштита на сопствениот капитал од инфлација. Of countries where you're frightened of your everyday existence and have an opportunity to invest in something that is outside your country's control, then you can have more financial control. Она што ние постојано го зборуваме, вика, во држави во кои што се плашите дека земјата ќе ви го... Не, во Америка тоа не се случува. Односно тоа што ние постојано го зборуваме, сега Лери Финк го потврдува, ова е надвор од контрола на државата. Тоа е една многу битна работа која што мораме да ја забележиме. Не може да ви го земе, не може да ви го забрани, не може да го банира, не може да направи ништо. Значи дека кога имате криптовалути, државата може само да гледа. And so I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. I believe you're going to see that as one of the asset classes that we all look at. I look at it as digital gold, as I said before, and I do believe there's a real need for everyone to look at it as one alternative to, I would say, the optimism that I have in the world. If you want to hedge hope. Значи, делов со оптимизамот ќе дојдеме, значи BlackRock е само оптимизам. Значи, вели, биткоин треба да се најде во секое портфолио. Биткоин е као веќе очигледно класа сама за себе и верувам дека треба да го има во секое портфолио, тоа е Лери Финк и нормално за крај, значи BlackRock е вика надеж. Bitcoin is not an instrument for hope unless you're hopeful you're going to make a lot of money on it. But I look at it as a vehicle in which you're expressing your financial acumen in something that you're more frightened of the world, you're more frightened of your existence. And I believe there's a great industrial use for it. And I think a lot of people are missing that.
Great industrial use for it, and I think a lot of people are missing it. Нормално овде дека треба да зборуваме и Ethereum спот ETF и Bitcoin, значи дека има голема употреба. Сега, главната причина поради која што Bitcoin го поседува и ќе го поседува, верувам понатаму во голема количина BlackRock, е заштита од инфлација. Најдобар пример би било ова. Вака изгледа чартот на Bitcoin наспроти долар, каде што моментално, значи претходниот all-time high е буквално каде и сега се наоѓаме. Значи, отприлика се наоѓаме на претходниот all-time high од 2021 година. Така. Што се случува кога одредена земја ќе дојде во хиперинфлација поради огромен долг и поради ерорно принтање на пари, ќе направи Bitcoin чартот да изгледа вака. Ова е турската лира, која што од 2021-та, ова е врвот во 2021-та на Bitcoin цената, а ова е сегашниот врв, во кој што ние правиме нов all-time high буквално секој месец ден. Вака изгледа аргентинскиот песос, ова е 2021, далечната 2021 година, а еве каде се наоѓаме моментално доколку сте држале Bitcoin во Аргентина. Значи дека доколку сте држале Bitcoin во Аргентина, вие би биле мултимилионер. Се разбираме? Значи, она што треба да го разбереме, дека само прашање на време кога истото ги му се случи и на доларот, и на фунтата, и на еврото, и на сите останати платежни средства во светот. Значи, неминовно е, со ваквата политика монетарна, неминовно е ова што го гледаме на доларот, да му се случи исто како што тоа се случило на лирата, како што тоа се случило на пезосот, а ако вие сте држале Биткоин, вие сте успеале да го заштитите вашиот капитал, истиот да не исчезне, како што тоа се случило со целиот тој капитал и луѓе кои што чувале пари во аргентински пезос и турска лира. Ова е само крајна поука зошто е толку битен она што го кажа самиот Лери Финк за заштита од преголемо принтање на пари. Еве како тоа изгледа. И нормално за крај, како и секогаш, сите оние кои што се нови на нашиот канал, би им препорачал да го погледнат ова видео, каде што ќе ги добиете сите основни информации за тоа како да се снајдете на нашиот канал. Имаме повеќе од 1000 видеа, станува збор за огромен материјал. А, за сите останати, би ве замолил за целата оваа работа која што правиме. Значи денеска видеото е 1 час како и вообичаено. Значи во оваа ситуација ние практично работиме постојано бесплатно за целата македонска нација и се што бараме од вас е да ни помогнете со најосновни лайк, шер, сабскрајб, значи буквално најосновно кликнување на ова копче со цел алгоритмите на во оваа ситуација YouTube и останатите канали каде што имаме нели како што се Rumble и Odyssey да ја споделуваат оваа содржина што повеќе македонци. Иако е мала, за нас е многу голема помош за овој наш труд да не биде буквално залуден и да стигне до што повеќе македонци. Тоа е поентата. Се обидуваме да го направиме ова за сите македонци, но потребна ни е вашата помош. Како и нормално лична препорака, доколку ви се допаѓа оно што го работиме на нашиот канал, кој што е повторно бесплатно, и овие најмали работи кои што може да ги направите лайк, шер, сабскрајб и комент. Дополнително, значи би ве препорачал да ги заследите овие 4 барем овие 4 социјални мрежи на кои што имаме свој профил, каде што објавуваме многу повеќе од овој материјал кој што моментално го гледате. Значи се што можеме да најдеме како вест ја објавуваме на овие социјални мрежи, како и за крај нормално знаете сами, значи иако нашата работа останува 0 евра по македонец, доколку сте одлучили да ни честите едно кафе, на ваше барање ги ставивме овие блокчейн мрежи, како и оваа апликација Купи ми кафе, на која што се што досега сте пратиле како некоја мала донација за нашата работа е доставено во оваа ситуација во 2 добротворни цели, а тоа беше во 2 наврати доставивме да речем солидна прехранбени продукти помош до одредена црковна организација во Велес. Понатаму ќе пробаме да направиме нешто друго кое ќе собереме одредени средства на овие платформи. Така да ви благодарам за секако и секогаш, се надам дека уживате во нашата работа. Денеска ова е крајно специјално видео и нормално продолжуваме и понатаму. Значи македонец за македонец и се гледаме во следното видео.